На богатиот што му излезе еден араб на пат и му рече: на младост сака да тргараат, али на старост? Чита Александар Станојков. Еден богат човек имал многу чивлизи и по сите чивлизи имал жива стока. Овци, кози, крави, волои, коњи, ергелиња, едно чудо и друга стока. Набрго чорбаджијата одел по чивлизите да си нагледуваат. Патот му бил за да поминит низ една корија и туку му излегол еден араб пред него, та го прашал: слушај вамо чорбаджи, јас нешто што ќе те прашам. Дали на младост сакаш да тргаш мака, дали на старост? Кажи кое сакаш од двете едно. Чорбаджијата бајаги беше се убојал од арапот, тики не можел да му одговори ни црна ни бела. По малце време, туку веднаш беше се загубил арапот од пред него. Ај на тема го ѓавале, што ќе биде това сениште што ми се јави пред мене, си рекол и си отишол по чивлизите. До 3 пати така беше му излегол арапот и на третиот пат дури беше и кажал на жената си за како му велел арапот. Жената му била мощна, умна и разумна, ама пак и многу лична. Ете, тука биле две добра на едно место, што рекол некој. Думала чорбаджицата млада и чорбаджијата каков џуап да му даат на сеништето што му излегувало на патот. Море мажу, му рекла, поарно е да му речеш на арапот да тргаш мака на младост одошто на старост. Ете, така речи му ако те праша другаш. 4 пат, кога отиде кај чивлизите чорбаджијата, му излегол арапот и го прашал како напред што беше го прашал. Тогај беше му рекол чорбаджијата: на младост нека тргам макот што на старост. И арапот се скрил. Си отишол чорбаджијата на еден од чивлизите. Не бил час, ете му еден измеќар, засилен, запален, уплашен, Боже чуе брани, му се представил пред него. Ти биди жив чорбаджи, куќата нокеска ти изгоре, прав и пепел се стори. Саде чорбаджицата жива куртулиса, му рекол. Бредушко, ние да сме живи и здрави, да што ќе дојд на старост, нека дојд на младост, му рекол чорбаджијата на измеќарот. Јавнал конјот и бодињаница отишол дома. Кога видел, вистина беше изгорела. Се поутеши со жената си и ошли у комшиите со ќирија да седит. До вечерта втасале момците, ортакчиите од чивлизите и црни абери беа му донесле. Ти биди жив чорбаджи, му рекле. Сите чивлизите изгоря, прав и пепел се сторија со се полните амбари, жито што беа и друго што имаше во нив. Живот и здравје нека ни дајет Господ, душко. Што ќе дајет на старост, нека дајет на младост, му рекол чорбаджијата. По другиот ден втасале овчари, козари, гоедари и друзи измеќари што му паселе другото имање, саде со стапоите на рамо. Му се наредиле пред него и сите му се израсплакале, та му кажале оти сето имање му го плениле арамиите и го претерале. Ај Господ нека дајет здравје и живот да што ќе дајет на старост, нека дајет на младост, му рекол и си поронал солзи. Ете ти го чорбаджијата во 1-2 недели како сите сиромаси и тој сиромав до немај каде. По малце дни се дало заповед од судот до што е живо, мало и големо, сите да излезат на скеле, оти ќе идел царот по море. Сите излезе чорбаджијата со жената си, та беше застанал троа настрана од народот, од што му било страм дека бил сиромав многу. Идејќум царот по море, се пулел со дулјбија од ѓемија и ја видел жената му од чорбаджијата, та многу ја бендисал дека била лична. Застанал со ѓемијата во лиманот и пратил човек да му ја земит жената од чорбаджијата или со пари, или бадијала да ја земат. Човече, слушај вамо, царот ја сака оваа невеста за да му биде царица. Жената била тебе или сестра, ме прати мене да ти ја земам, да што велиш сега? Али ќе земиш 500 алтини за неја, али бакшиш ќе му даиш на царот. Или ако ме слушаш мене, ај земи и паричкиве и ќе си наиш жени колку да сакаш. Кога беше и чул тие збори и чорбаджијата од царскиот пратеник, косата беше му се подкренала од срам што беше му дошло.
Мори жено, што велиш сега? Така е рекол. Ете, уште полошо претрме ни дојде на глава. Кажуј сега како да правам? Дали бакшиш да те дам, дали пари да земам? Оти друго чаре нема, царот ќе те земат. Ја ништо не можам да велам домаќине, му рекла. Ти си ми глава, како знаеш ти, така прави ми. Ја од твојата повела назад не се враќам. Се помислил малце и си рекол со умот, ај, што ќе дојд на старост, нека дојд на младост. Ќе иземам алтаните да белки ќе се подзаватам во некоја работа да и да поднапредам. Му бројал 500 алтани царски пратеник и му ја зеде жената му ја однесол на царот. Кога ја видел царо и кога ја чул зборот, голема севда врлил на неја дека, била таква. Пратил во градот царот, та му донесле најскапи алишта, како за царица да прилегаат, та ја променил чорбаджицата и си тргнал назад со ѓемијата за во столнината кај што му била. Кога видел народот и царот назад беше се вратил, многу неарно беше му паднало дека не излегол на скеле, ами за една женска пола едно ја зеде и назад се вратил. Сите неблагодарни се извратиле во градот и да прикажуваат за чорбајџијата и чорбаџицата. Чорбаџијата од која беше изела алтаните излегол од град надвор и седнал под едно дрво, под една сенка да си пожала за жената си. Отвори шамијата и си пребројал парите, те си врзал пак во шамијата си и ги оставил до него. Во тоа време поминал еден старец по пат пред него со еден коњ тоарен и му се препнал, та му паднал и претоарил. Многу се мачил старецот да го тоарит коњот, ама туку стар не можел. Чорбаџијата го гледало ти се мачел, та му се нажалило и отишол, та му помогнал да го тоарит. Дури да тоарит, за пакост долетал еден штрк и ја чепнал шамијата со клунот. Да си летнал да си ја однесит, зрна седело да си ја постелит. Летајќум штркот преку море, поминал над ѓемијата кај што беше царицата и му ја пушти шамијата право в скут незе. Кога ја отвори царицата шамијата и кога избројала алтаните, токму 500. Ди домаќине, уште имаш да тегнеш сиромаштија, си рекла со умот, туку, ај што ќе тегниме на старост, нека тргаме на младост, чунти така ни е наречено од късмето. Кога дошол мажот е кај шамијата и не ја нашол, и тој така беше си рекол. Ај што ќе идит на старост, нека ми идит на младост. Јас толкова чивлизи запустив, да 500 алтани од изгубив, и со нив и без нив, така ни е наречено од късмето. Поодила што подила ѓемијата и од кај што било мирно морето, се кренале едни талази, Боже чуе брани. Како ја буфтаа ѓемијата, како ја тласкаа, цела недела што ја тераа по морето, едва ја дотераа до столнината и излезе царо на суо си отиде дома. Арно туку, уште кога беше се заиграло морето, царо беше се поболил многу лошо и болен си отиде дома со новата царица. Брго пратија по сите екими да дојдат за да го видат царот, што болест имат и да го оздравеат. Дошле екимите, го виделе и многу се опечалиле да го излекуваат и видоати не можат да го оздрават. Сите рекле оти неќе куртулисат од таа болест. Кога виде царот, оти немат куртулија од умирачката, собрал си од мезлич и му рекол: слушајте ваму вие старци, така Господ наредил, човек да се родит и да умрит. Еве јас денеска утре заминувам. Немам брат, немам сестра, да остам по мене цар на столнинава, ама ако ме слушате мене, јас сум нашол за мунасип да биди невестава моја што ја зедов за царица. Ете, не било од Бога моја здано за јас да бидам жив и здрав за да царам со неа заедно. По смртта моја, неа ви ја оставам како сестра моја за царица да ви биди. Јас ја познам да може царството да го крепит и двете езера што имам мој, му аризувам незе и да и бидат заират несин. Брго, донесете една книга да ви напишам ова што ви велам, оти ватија прсти да ми студенеат.
Со голема благодарност го примале тоа. Од кога се потпишал царот, сите се потпишале и по некој сат умрел царот. Седнала чорбаджицата на столот да повела царштината. Поминала една година време и е дошло на умот за мажа да го побарат и да видат дали уште се мачит во сиромаштијата. Ете што е текнало да направи. Ти пуштила 10 геми во градот свој да тоарат до се што имало сиромав без кирија и да го однесат кај царицата на гости и пак без кирија да и вратат назад. Беше викнале телјали по чаршија во градот за секој што е сиромав да појди кај царицата на гости. Кога беа чуле сиромасите, беа се стрчале до што сиромав беше имало, чунки бадијала киселина посладка е од мед, тики кој сиромав не ќе дојд кај царица на гости. Покрај сите сиромаси си влегол и мажот е, ама не со првиот и вториот пат. Кога беа втасале до скелето царскиот град, беше излегла царицата да и пречека и помеѓу сите сиромаси беше го видела и мажот е. Беше заповедала за мажа е да го однесат во една одаја во сараите царски, тамо таим да му носат и јако да го гледаат и го штеваат измеќарите царски. Една недела сите сиромаси изгостила царицата и испратила дома да си одат, а мажа е го задржала една година, асли тој тоа бараше, чунки дома умираше за леп, а тамо таим царски му се дааше. Бидејќи променета во царски алишта, чорбаджицата не ја познала од жената му, при се што ја гледал набрго. Царицата посакала еднаш да го обиди и да види дали пукна ѓаволот и ќе му се разработи късметот, да го стори ортак со рибарот што му го држеше царичиното езеро со ќеседжа. Го приимал рибарот за ортак и еден месец што врлаа мрежата и чриба не ватија. Се чудел рибаро оти, од која се заортачија со чорбаджијата, не можи риба да ватат. Му дошло на умот и късметот не му работит, да пошел кај царицата да си давал истивата, чунки во еден месец од која се со него, толку и толку штета беше видел од езерото. Извајала царицата пари и му платила штетата на рибарот. Од која беше го извајала од кај рибарот, едно беше врлил мрежите и беше ватил риби. Дошол рибарот да беше и кажал на царицата. Уште има да тегни мака, си рекла царицата сама со себе, чунки не му работи късметот. По малку време беше го сторила ортак со едни сурекчи што збираат волои за препродање, го стори со една гемија ортак, од сите места голема штета беше и ватило царицата. На сите царицата штетата беше му ја платила и беше се чудела оти неќел късметот да му се разработит на маже. Најпосле го арнисала од ортакламите и го ранела за права бога во една одаја за бајаѓи време. По време пак сакаше да го обидит дали ќе му работи такбалот, да го стори ортак со рибарот од помалото езеро што го имаше клаен со ќеседжа царицата. Едно влегување ортак чорбаджијата и за чудење сите риби што беа во големото езеро беа дошле во помалото. Не можеа да навасаат од лоење. Тога и дури царицата беше поверувала, оти му се разработил на мажа е късметот, та беше му се кажала и за да го уверит му ја кажала шамијата со 500 алтани, да си го сторила него цар и вистина на старост биде на раат, чунки на младост беше на мака. Ете како бидува по плач и радост.